Добро вечер. Денеска Прага, актуелниот председавач со Европската Унија, беше домакин по прв пат на прилично поголемо фото на кое што вообичаено Европската Унија, кога има самит на лидерите, се обидувала да ги собере барем оние кон кои пројавува интерес или веќе спроведува некакви партнерски политики. Досека навикнати дека тие самити најчесто беа и шанса за малку гледање одблиску со партнерите, односно со земјите кои се веќе во процесот со Европската Унија, така наречените самити со Западен Балкан. Кризата со Украина, се разбира, ги предизвика на малку поширока континентална интеграција. 44 шефови на држави и влади. Исклучително важна фотографија во која има многу повеќе символика од Париз, која требаше да означи дека всушност Макрон сериозно размислува за иднината, особено за она за Европската политичка заедница која промовираше во мај во Страсбург. Дали векот на оваа иницијатива ќе биде заклучно со завршувањето на руско-украинскиот конфликт? Дали ова дружење од интерес, потреба на европските земји да ги држат на радар блиску земјите кои им се во соседството, а некои од нив би можеле можеби поинтензивно да погледнат на другата страна кон Русија и Кина. Не е субститут за ништо. Во основа не е и ништо. Нема формална структура, нема финанси, нема зачленување вообичаено за секаква нова организација. Тоа е само една платформа во која очи во очи на некаков рамноправен начин ќе се видат лидерите на овие земји. Интересно е веројатно дека во овој протокол за средбите во Прага, можеби најважното столче кон кое требаше да отидат сите е токму тоа на Азербејџан. Претходно дури во билатералните соработки тој никогаш не го имал централното место. Но оваа војна која предизвика енергетска криза, ги промени интересите и фокусот кон другите земји, некои од нив во сосема блиското соседство, некои со кои едва и некои од земјите одржуваа билатерална комуникација. Европа е во срцето на исклучителен конфликт за кој ќе треба одговори на многу прашања. Таа внатре, токму и поради некакви најави на Макрон, требаше прво да се реформира, па потоа да се проширува. Тоа беше кобната одлука која Македонија ја остави во чекалната. Не видовме никакви особени реформи на Европа внатре, а таа веќе се повеќе се фрагментира, но и најавува малку пошироки дружења, овој пат во форматот од 44 кои ја представуваат Европа, освен Белорусија и Русија. Што всушност може да донесе вакво неформално сретнување во кое нема ниту резолуција, ниту заклучоци, ниту било каква можност за некаков договор за извршни одлуки? Дали Европа всушност, Европската Унија всушност симулира дружење во кое тоа што ќе го одлучат членките на Европската Унија ќе се обидат низ вакви алки да го прошират како обврска на останатите? Доволно за најава во оваа емисија во која ги поканив да зборуваме на оваа тема колешката Слободанка Јовановска, добро вечер, независен вестник, амбасадорот Мухамед Халили, добро вечер и за вас. Добро вечер. И амбасадорот Тихомир Илиевски, добро вечер и за вас. Прво ќе одгледаме реклами, па потоа тргнуваме со нашата дебата. Да, се враќаме назад на почетокот на дебатата. Господин Илиевски, еве да почнеме со вас. Освен 27-те членки, 6 балкански држави, плюс Норвешка, Исланд, Швајцарија, Британија, Ерменија, Азербејџан, Молдавија, Лихтенштајн, Украина, Грузија, Турција, Норвешка, да ја прочитав. Се ова заедно не може да се подведе под формулата друштво кој ги дели истите вредности, друштво од кое некои веќе заминале од Европската Унија, друштво на семејство на истомисленици исто така не е, но бројката од 44 кои можат да разговараат првенствено за предизвикот над сите предизвици, а тоа е кризата со руско-украинската војна, може ли да произведе друга слика за Европа која, вклучително и за своите разлики, може на некаков цивилизиран начин
да донесе некакви патеки, да отвори можност за многу поотворен диалог кој што сме виделе било кога претходно? На сите политички иницијативи, тоа секогаш бил мојот пристап, а тоа е некоја наука која сигурно сум ја согледал и сум ја практикувал и во својата работа во текот на сите овие години во кои сум бил на разни можни функции. Предпоставува дека сите политички иницијативи во себе содржат и нешто позитивно. И јас и на ова гледам така. Мислам дека содржи отворање и може да се дефинира како еден процес на отворање на некакви политички активности на толку широк план за кои вие зборувавте. 44 земји, тоа не е воопшто мала бројка, не само за Европа, тоа не е мала бројка за светот, во кои учествуваат земји со исклучително моćни капацитети, што значи дека и очекувањата од исходот на еден ваков собир, иако тоа не е собир, како што во најавата кажавте, кој нити ќе донесе некоја резолуција, нити завршни заклучоци, нити има одлучување, што за мене исто така еден интересен момент на кој треба да му обрнеме внимание, бидејќи тоа не кореспондира со начинот на одлучувањето во Европската Унија и може да биде некаква поука и да се вклопи во она што јас го велам дека мораме да бараме нешто позитивно во секоја политичка иницијатива. Но ако јадрото на тоа како да се справиме со овие проблеми претенциозно членките на Европската Унија го сметаат за нивна привилегија, не е лесно внатре во клубот да дојдат до одлуките, претпоставам дека нивните очекувања се дека се ова што е околу таа структура која има моќ за извршни одлуки, сега веќе е на сцена 8-миот пакет на санкции кон Русија, очекуваат веројатно дека ова големо друштво кое што се собра би требало да се изјаснува околу тие водечки пиларни политики кои што ги договараат членките на Европската Унија. Да, а тоа нема да биде ниту лесно, ниту, како се вели, може да ги пренебрегне интересите на секој од земјите поединечно. Тоа е агендата на овој прв собир, кој колку што вака во меѓународната политичка терминологија сега се дефинира како политичко групирање. И за мене тоа политичко групирање значи не е ни тоа е европска политичка заедница, но тоа е пред се политичко групирање кој им дава слобода на сите учесници да го дефинираат својот став и своите позиции. За мене тоа е интересно. Значи имаме можност овие 17 земји non-EU countries да разговараат со 27 членки на Европската Унија, да кажат некои идеи и ставови кои мислам дека можат да допрат до интересот на Европската Унија и обратно. Институционалниот интерес на Европската Унија и принципите и вредностите на Европската Унија да кореспондираат со интересите на земјите што, впрочем, сите заедно, скоро сите 17 земји претендираат во иднина, освен некој, да бидат членки на Европската Унија. И затоа ги обединува во овој момент пред се основната поента, а тоа е да се справиме со кризата незапаметена во Европа после Втората светска војна. Не само политичка и безбедносна, туку енергетска, финансиска и економска. Затоа, за мене, овој собир може да донесе и некој позитивен исход, иако некој пишан, дефиниран исход, што ќе се вгради во некои заклучоци или ќе важи за воиднина, нема да постои, но самиот факт дека Велика Британија веќе претендира да биде домаќин и организатор и за тоа се разговара и се размислува на вториот ваков собир, говори дека ќе постои континуитет на оваа идеја. Последните најави се дека веројатно во смисла на некаква символика, вториот самит ќе отиде кај Молдавија, што се уште веројатно држи во таа представа дека се уште ќе им треба повеќе символика и охрабрување зашто некои се во блокот. Господине Халили, една земја излегла како Британија, па сега седнува на масата со овие со кои веќе мислела дека не дели политика. Норвешка не е членка на Европската Унија, но сега околу овие теми е важна затоа што е производител на енергенси. Некои земји јасно кажале дека никогаш нема да се движат кон членство на Европската Унија. Некои кои дури го откажале привилегираното партнерство како Турција, балканските земји кои што живеат во надежта дека може да се заврз добие нов импулс проширувањето, седат на иста маса под символична најава дека некако рамноправно разговараат за темите. Дали е лицемерно дека воопшто било кој може да констатира дека се работи за било каква рамноправност, местото каде што се состануваат е шанса да направат доволно билатерални
контакти, тоа е скоро се што ќе го добиеме во фотографиите, ќе ги видиме кој со кого се сретнал, за што разговарале. Сметам дека интенцијата е да се добие повеќе од тоа што размислуваме ние и дали ќе се достигне таа цел или не, ќе покаже времето. Сите вакви иницијативи тргнале со една акција, со една идеја на некој политичар, на некој филозоф и така натаму. И Европската унија тргнала со Виктор Юго, Жан Моне и другите, па од една асоциација за јаглен и челик, денеска сме стигнале до една друга асоциација против јаглена за челик. Меѓутоа и таа теорија на исфрлување на јагленото од употреба пропадна, затоа што изгледа не само Европската унија, освен САД, кој одбиваше да го ратификува протоколот на Кјото 90-те години и смета дека тие немаат капацитет за поздрава животна средина без употреба на јагленот, додека другите земји на Европската унија првенствено ја направија агендата за обновливи ресурси до 2025. И сега сите овие прогнози падна на вода. Ниту земјите членки на Европската унија не размислува дека ќе дојдеме до една ситуација да е една земја која за време на Втората светска војна заедно со САД војуваше против Хитлер и фашизмот, сега да бидат во спротивна страна со сегашна Русија, поранешна СССР. Така што и поканата на Луи Мишел, испратена до сите председатели на земјите кои се повикани, е во таа насока дека ова е една иницијатива која е изнудена всушност поради кризата и војната во Украина, поради недостаток на енергенси, поради сиромаштија на целото население. И ете, и на вас кои не сте земји членки на Унијата, ви се дава шанса рамноправно да разговарате, а тоа рамноправно да разговарате не е исто така и како и рамноправно одлучување. Тука е Или рамноправно да слушате. Рамноправно да слушат. Не сметам дека е тоа лицемерие, но тоа сега е еден ќорсокак на земјите членки на Европската унија, поголемиот дел, и земјите кои во главном раководат со политиките на Европската унија сакат да најдат еден излез, а другите тој излез да го прифаќат. И Брекзит, зошто сега се враќа... Немаме... Да, ова да закрушиме темата. И сметам дека нема да биде целосно промашена работа. Ова идеја ќе се развија, ќе се видат кои се недостатоците, кои се предностите. И Европа доцна се разбуди. Европа пропушти терен на Русија и посебно на Кина. Да кажеме, на Русија може би е прифатливо да била присутна тука, иако делот таа е од друг континент, меѓутоа продорот на Кина во економијата на Европа и дури во политиката, политичкото однесување е за сега неразбирлив според мојата логика. И сега, гледајќи дека Европа направила една голема грешка во однос на тоа, гледајќи само интересите прво на 6 мина, па после на 12 мина, сега на 27 мина, и оставајќи ги настрана и другите кои се географски дел на Европа, но одлучувачки и економски не се дел, и сега сака да се искоригира. Слободанка, пред
последното генерално заседание на Обединетите нации со внимание беше следена секоја од изјавите, дури на масите на кои што можеше да дојде Путин и да разговара. Во таа смисла изненадувачки беа пораките на индискиот премиер, пораките кои ги доби од кинеската влада. Ако со толку внимание се следат пораките на оние за кои што се сметаше дека на не толку конкретен начин, но се уште му даваат шанса на Путин, обидот да се фотографира дури и географски цела Европа минус Русија и Белорусија, веројатно е најдобрата фотографија на Европа во своите различности на секој начин, дури и во однос на преферирањето на одговори по некои сега во овој момент во услови на криза исклучително важни одлуки. Дали всушност Макрон, промовирајќи оваа идеја, точно знаеше дека во обичаените места на кои се испраќаат пораките, какви што се Обединетите нации, станато во овој момент ќе бидат тешко место за испраќање такви пораки, бидејќи Русија е членка на Советот за безбедност, секогаш со силата за ставање вето, а во овој момент е клучниот актер. Ние претпоставам забораваме дека 24 февруари, кога почна конфликтот, Советот за безбедност на Обединетите нации заседаваше и дури Русија председаваше со Советот на безбедност во моментот кога почна конфликтот во Украина. Дали ова недофатлива конфигурација на еден ваков европски пул за дебата е сосема доволен и вистински одговор во момент кога се има дилема дали Путин ги разнишува конците на останатите или пак можеби сега Европа всушност сваќа дека мора да се стабилизира околу неколку важни прашања во некаква едногласност. Вака, јас ниту би ја подценила, ниту би ја преценила иницијативата. Мислам дека е специфичен одговор на моменталната безбедносна и политичка ситуација во Европа. Како што рече Тихо, ова е безбедносна криза без преседан во Европа после Втората светска војна. Јас иницијативата ја сваќам многу прагматично. Мислам, не го анализирам профилот на земјите што се вклучени, дали треба да бидат на маса, дали не треба да бидат на маса, дали се со задни намери, со какви намери, што ќе се расправа и сето тоа. Јас ова го сваќам само еден обид да се шири фронтот против Русија. Мотото на оваа иницијатива е демократијата да ја победи автократијата. Значи, земјиве што се собрани денеска, се собрани за да решат еден проблем, да се обединат околу еден проблем, а тоа е проблемот со руската интервенција во Украина. Така што јас, со оглед на тоа дека ОПСЕ не функционира, не може да се носат одлуки во таа организација, со оглед на тоа дека Обединетите нации се комплетно парализирани, во оваа криза речиси се осутни не постојат, мораше да се најде некој форум кај што ќе можат да седнат земјите и во поширок формат кај што ќе можат да влијаат едни на други тој фронт против ова што се случува сега во Европа. И токму земјите кои ја плаќаат најголемата цена затоа што ова е конфликт во нивното соседство. Не случајно таму се Ерменија и Азербејџан, не случајно таму е Грузија, не случајно таму е Украина. Значи тоа се земји кои што се засегнати од војната интервенција и мислам дека овој форум практично е дизајниран да одговори на оваа закана што се случува во моментов. Не мора да има ни иднина, треба да има сегашност и треба да даде одговор на актуелнава ситуација. Актуелнава ситуација во Европа е многу сериозна, без оглед ние како гледаме на тоа, значи ние сме соочени не само со енергетска, економска, ние сме соочени со нуклеарна закана, ние сме соочени со конфликт од поголем размер, можен конфликт од поголем размер. И мислам дека не е идејата само на Макрон, туку е одговор на Европска Унија на фактот дека сама не може да се справи со ова прашање. Ние и требаме на Европската Унија во моментов. Не случајно се смени риториката за проширувањето. Не случајно се смени цела политика спрема европското соседство. Едноставно Европа свати дека светските закани станаа толку големи што и требаат многу сојузници. Јас ова на некој начин го споредувам со, ако се сеќавате, Coalition of Willing, што беше во Ирачката војна. Значи, едно прашање околу кој се обединува што е можно повеќе земји. Да се праќа политичка порака до Путин,
со каков фронт е соочен и се едноставно се обединуваат силите. Јас сум сигурна дека тука ќе стане збор за воена, политичка и економска помош за Украина, бидејќи без тоа овој самит џабе се одржува. Нема поента. И затоа јас мислам дека нема потреба да се анализира толку многу иницијативата, тоа едноставно е форум кој што треба да даде одговори како да се справиме со кризата со која што се соочуваме во моментов во Европа. Господин Илиевски, ги гледам најавите од нашите дека ова за нас ќе биде шанса да ги реактивираме уште еднаш нашите познати понуди и барања за некаква компензација, некаков механизам на заштита на земјата од последиците откако веќе се одлучила како партнер, односно како земја која преговара со Европската Унија, да ги следи, да биде усогласена со незините политики, дека во еден момент на тој пат, на тоа следење, таа не сме да се дозволи да биде загубена во преводот и дека очекуваат конкретни механизми, но веројатно такви некакви одлуки може да има утре кога заседава Советот на Европската Унија. Дали всушност, бидејќи постои едно име, тоа е председателот на Франција Макрон и таа постојана споредба, може ли воопшто да се сети на кој начин ги размислуваше перспективите на европското обкружување кога одлучи 2019 да промовира дека е поважно прво ЕУ да се реформира, па потоа да го шири семејството, да загуба златни 3 години во кои прилично работи, особено во перцепцијата на граѓаните на Западен Балкан, се променя околу оваа интеграција, па сега одново под предизвик на оваа криза мора да се реобноват врските, всушност срцето на Европа и земјите членки да покажат дека всушност Европа без ова другото и не може да испорача тој тип на одбрана од опасности како што е овој предизвик со руско-украинската криза. Точно, апсолутно. И идејата дека во политиката се е променливо, дека од 3 години од таа идеја на Макрон за реформа на Европската Унија, што исклучително е важна и што мора да се случи, затоа што внатре не функционира Европската Унија сама по себе, проширувањето и приемот на нови членки само еден друг нов проблем што таа не успева да го реши, значи дека не само Макрон, Европската Унија отстапила од тој концепт на реформирање како приоритет. Туку дошла до идеја дека ова треба да биде приоритет. Ново политичко групирање, дали ќе го наречеме форум, дали ќе го наречеме организација, дали Европска политичка заедница, сеедно. Суштината е во тоа дека Европа мора да се обедини и ова е начин на вистина да се соберат сите идеи, да се чујат сите мислења, да се видат сите можности како Европа може да излезе посилна. Јас за тоа велам дека треба да гледаме во некоја позитивна конотација на целата идеја и учеството на Македонија треба да го гледаме во таа смисла, бидејќи ова е за нас извонредна шанса да ги презентираме, да ги таблираме сите наши идеи, можности и иницијативи, да докажеме дека ние со заслуга бевме прва земја кандидат за аспирантски статус во Европската Унија од 2005 со одлука 2009 да ги почнеме преговорите, потоа следуваше бранот на другите земји што сега се заедно со нас групирани и да покажеме дека ова е навистина не само интегрален дел на Европа, тука е многу битен од традиционален, историски па и економски аспект, од причините за кои колегите зборуваа, од запирање на продорот на туѓи влијанија, но пред се од интересот да се остварат влијанијата на земјите што живеат на европскиот континент, затоа што тоа е срцето и татковината на сите земји што го сочинуваат европскиот континент. Тој сам по себе треба да се грижи пред се за својата судбина, за својата иднина, за соработката со земјите што го сочинуваат, а потоа да ги гледа интересите и можностите како да се справи со туѓите влијанија. Господин Халили, кога Макрон користеше формулација при промоцијата на оваа идеја дека е важна во смисла на стабилизирање на соседството, не е дека претходно истата таа Европа не била предизвикана овие стабилизирачки елементи кон соседството да ги рекламира или да ги не само да ги декларира, туку ефективно да ги спроведува во околности на два исклучително важни предизвици. Прво тоа беше мигрантската криза. Цената за тоа сериозно ја платија сите кои се наоѓаа на рутата.
поглавниот дел од рутата всушност се представува земји кои се соседството на Европската унија, кој крајната дестинација беа членките на Европската унија. И околу тој механизам исклучително се доснаше и на крајот мораше со Турција на сосема поинаков начин, ке платиме за задржете го процесот кај себе. Ковид криза. Никој не може да го препознае механизмот во кој ние, пријателите или соседството и останатите, го делиме овој проблем како географска целина која мора заеднички да преживи да плати. Напротив, ние гледавме една интензивна тепачка внатре за најголемиот буџет што го поделила во времето на Ангела Меркел Европската унија, во кој правото на вето во смисла на гласањето некои земји ги направи фаворити во многу повеќе милиарди отколку што реално ги заслужуваат во тој буџет. Дали тие две кризи не биле доволно и претходно предизвикувачки, дека всушност овие 27 без вистински механизми за пријателите околу всушност не можат да одговорат на ниту една криза, а не пак да предпоставиме ваква каква што прави сега овој конфликт на Русија во Украина? Најпрво да се навраќам на идејата на Макрон за реформа на Европската унија. Макрон дал една точна диагноза дека веќе Европската унија недоволно добро функционира. Тоа беше точно и символиката негова дека Европската унија личи на една убава куќа со согорени светилки внатре, тоа доволно покажува. Макрон беше многу скептик и за НАТО, исто како Трамп. Меѓутоа, идејата да, ама кога Трамп ке рече нешто за НАТО, ние сметаме дека е лудост. Така Макрон ке рече дека е во мозочна смрт. Приближно истите констатации ги рече за НАТО и Макрон. Кај францускиот претседател ги украсуваме дека тоа е помалку повеќе филозофски. Да, меѓутоа неговата... Иако ова што ја споменувате со куќата, ми се чини дека во оваа зима е реален ризик дека така ќе изгледа Европа, иако тогаш била кажана на сосема символичен начин. Идејата како да се реформира Европа не беше соодветна со мислите на Макрон. И Макрон удираше по процесот на проширување на Европската унија и целиот проблем го фокусираше таму, дека целата проблематика на добро нефункционирање на Унијата лежи во политиките на проширување на ЕУ, што не беше сосема точно. И пред се Макрон требаше да промовира една идеја зошто Европската Унија не функционира внатре, зошто имаат две надворешни политики. Една надворешна политика на земјите членки и една заедничка надворешна и безбедносна политика. На што сите француски претhodници пред Макрон инсистира дека Европа еден ден мора да има своја оригинална безбедносна политика, затоа што не може секогаш да се наслони на политиките одбранбени на НАТО и на САД. И сега дојдовме до една друга состојба, каде што цело време Европската Унија ги делеше народите на земји членки на Унијата и земји не членки на Унијата, поставувајќи на тие што се не членки и аспиранти за Унија разни услови за еден дел прифатливи за едно модерно општество, владење на правото, борба против корупција и така натаму, но еден дел мислам дека требаше да се коригира и Европа да не биде само роб на своји принципи, своји норми и своји идеи, и до тука дојде и политиката на неусагланост со реалноста во Европа и борбата тука, војната во Украина, тоа го обезличи како грешка на Унијата. И Европа требаше да размисли во ова насока зошто секогаш Европа треба да биде тој континент
што ќе биде жртва на разни војни акции на поголеми сили, па како резултат на тоа да дојде до бегање на граѓаните на одредена земја во други земји и сите тие, не да кажам грешки, туку реални настани, да ги плаќа Европа. И дел на Европа која беше настроена против овие политики на миграции, отиво главном, се води војна во Сирија или некоја друга земја, луѓето бегаат во Европа, првенствено барат Германија, па поминуваат низ Македонија, низ Унгарија и така натаму. И тоа малку според мене е нелогично. И после да се обидуваш спасот да биде кај Турција, ветувајќи на Турција економска помош и друга помош и не реализирајќи го тоа целосно. И после да ги обвиниш... Просете, господине Халили, ама некои од тие рути до кои на крајот, како се вели, заврши овдека бегалците, имаат предизвик за нас за едно морално прашање. Ако денеска да го прашате било кој македонец, никогаш нема да ви потврди дека ние сме дел од една одлука да отидеме во нивната куќа. Моралното право... Со одлука дека ние го поседуваме моралното право да им кажеме што е демократи, како да ги уредуваат собствените куќи. Кога последиците од таму тргнуваат во луѓе на границите, тогаш ние сме вџашени за последиците. Исто како што представувајќи овдека Европа како невиното парче кое е само жртва од некакви конфликти што се на незиното тло, добар дел од неа учествувале во конфликти за кои сега сосема известно дека последиците ќе дојдат тука некаде. Моралното право да, но вие да замислите, например, кој е интересот на Русија да војува во Сирија, таму да ја наштети целосно земјата, меѓународна заедница, вклучува и Обединетите нации, да не реагираат на тоа, да не преземат мерки тоа да престане, па после сета... Ама како ги издвојувате така актерите? Значи, Турција членка на НАТО? Да. НАТО е само одбранбен сојуз? Не. Сирија го нападнала, ја нападнала Турција. Пологичното прашање за клубот во кој што сме ние е да речеме да прашаме која е улогата на Турција во Сирија, да речеме. Но ние секогаш ќе прашаме која е улогата на Русија во Сирија, затоа што не ни се допаѓа изборот на Русија кој отворено вели да победа над нив, но и останување на Асад. Значи ние сме сосема... Не беше само Русија, беа 4 актори. Така, но ние го скокаме овој за кој што инаку кога треба да се представуваат велат дека НАТО е само одбранбен клуб. Бидејќи реално се гледа дека Русија е веќе последните години главниот актор на дестабилизација на целиот свет. Да. Сигналите пред тоа не е ни малку сега да кон ова со подсмев се гледа на оваа иницијатива, но кога зборуваме за одбранбено и безбедносно партнерство, кога дојде ѓаволот до вратата, земјите кои никогаш не помислувале на НАТО одлучија дека тој термин веднаш експлицитно го препознаваат во хитно барање членство во НАТО. Претходно точно е тоа што вели господин Мухамед Халили, дури и во мандатот на Ангела Меркел, таа и Макрон отворено разговараа за идејата на европски безбедносни сили, за градење на собствен концепт, но кога толку многу е опасноста до врата, земјите одлучуваат тоа веднаш да го направат, доколку е можно, како во случај на последните апликанти, тоа да биде членството во НАТО. Што всушност на ваков начин на поделеност можат да разговараат и да најдат заеднички именител кога зборуваат за прашањата за одбранбеното и безбедносно партнерство? Предпоставам дека никогаш на сите нема да им бидат јасни билатералните контакти во кои што се знае што Турција испраќа на Украина, што испраќа Германија, што испраќаат останатите до границата, кога сега веќе што се однесува до јавните званични одлуки и политики, јасно е дека Германија почнува да представува поинаков план кој вели секоја земја поединечно заеми, секоја земја поединечно донации и дека тој тип на сите на едно место парите и дистрибуција на политики, оружје и се останато повеќе не може да биде на сцена.
Таква дистрибуција сега нема, бидејќи потребите за Украина се преголеми. Едноставно мислам дека сега земјите дават од сопствените арсенали, од својата одбранбена моќ префрлаат во Украина. И исто така друго прашање е што многу од земјите Јас зборувам сега за кажат финансиската помош, каде што Германија вика секоја земја поединечно ќе се задолжува, позајмува или донира. Значи, штетата од војната интервенција во Украина е толку голема што не може да ја реши само Европската унија. Мора сите да учествуваат. Многу земји има дадено многу пари и се уште даваат пари, меѓутоа повеќето од нив, дори мислам 90% од нив, не сака да се знае воопшто дека учествуваат во тоа. Едноставно, Украина немаше да издржи ни месец дена да не беше солидарната поддршка од сите земји од Европа, околу, од Америка, од Јапонија, од Канада и од сите тие земји. Така што мислам дека дури е јасно кој колку треба да даде и што може да даде и како во што да се состои таа помош. Редовно од страна на украинската влада се испраќаат списоци со потреби. Дали се работи за енергија, вие гледате дека цел свет се жали за енергетска криза и немање струја. Украина, која што постојано ги бомбардираат нуклеарните централи, не се жали ниту за еден енергенс. Значи, води константно војна и сите потреби се задоволени. Тоа е се резултат на фактот дека едноставно светот реши да ја истера оваа работа до крај. Да ја истера кризата до крај и Украина да победи. И парите што се слеваат таму, оружјето што се слева таму, војната помош економска се огромни и енергетска. Сето тоа се многу големи бројки. Не ги знаеме само бројките што ги кажува Америка, не ги знаеме бројките на Франција, не ги знаеме бројките на Германија. Германија упорно е напаѓања дека ништо не дава, меѓутоа ако погледнете табелите, некои табели што се појавуваат, Германија има дадено голем воен арсенал и економска помош и секаква. Така што мислам дека многу од работите што изгледаат на еден начин во јавноста, не се такви во реалноста. Не е популарно да се рекламира давањето помош на Украина. Не е популарно да се кажува кој што дава. Има тука двојни игри, има како да кажам, бафер политичари како Ердоган, кој што од една страна има постојани контакти, кој што има улога да некоја врска со со Путин, а од друга страна неговите фирми даваат дронови, воена опрема, извезуваат жито од Украина, мислам обезбедуваат трансфер, сето тоа. Така што мислам дека работите не се толку едноставни како што изгледаат на прв поглед. И веројатно од тие причини сите се на масата. Нашите соседи, српскиот претседател Вучич, денеска во Прага, прво го пречека одлуката дека најверојатно Европската комисија, долго чекајки да го фати приклучокот и после одлуката и амандманот во Европскиот парламент, во кој во последен момент се спаси од изрична одлука дека треба да се прекинат преговорите со Србија ако промптно не донесе одлука за санкции кон Русија. Сега во Прага го пречека можеби варијанта дека ако не сака Мухамед кон брегот, тогаш брегот кон Мухамед. Односно, ако ти не воведуваш санкции кон Русија, тогаш по еден заобиколен пат за кој хрватскиот премиер Пленковиќ се пофали дека бил клучниот во одлуката да нема изземање за Србија, ја стави на листата на неможност на користење на руската нафта преку хрватскиот нафтовод, иако таа сега е пролонгирана и ќе се навратат до стапувањето на сила на истата одлука. Но додека да речеме Вучич го пресретнува таквата непријатна вест, иако претпоставам лобирал прилично долго да не се случи таквата опција, во 8-миот пакет на мерки се исклучени, да речеме, Словачка и Унгарија и делум на Бугарија, што го покажува пулот на земји кој всушност, доколку не беше исклучувањето, ќе го има правото на вето за носењето на одлуките за комплетниот пакет. Орбан отворено цело време зборува дека по ова прашање не можат да бидат спречени, бидејќи тоа би предизвикало колапс за нивната земја.
како да се издржат тие различности. Од тој што сака да промовира каков треба да биде еднозначно односот кон Русија, на крајот кога го нуди пакетот, мора да има вакво градирање за да може воопшто да ја спаси својата однова. Тоа е само едно од тие актуелни прашања кои водат кон таа идеја дека реформи во Европската унија заради самата Европска унија мора да се случат. Тоа не сме да се дозволи ниту во една многу полежерна, полабава, а не во најпрестижната светска политичка, економска, па и безбедносна организација, ако сакате, како што е Европската унија. Како може да има такво разногласие и такви различни принципи во однос на една, друга или трета земја. Овде е дури една крупна бројка во прашање. 3 земји што вие ги споменувате, тоа не е мала бројка во однос на вкупниот состав на Европската унија. Тоа значи дека и по многу други битни прашања кои задираат во актуелните безбедносно-политички, па и економско-финансиски проблеми, особено во оваа фаза на најстрашната енергетска криза што се подготвува да веројатно да ја соочи Европа во историјата на нејзиното постоење, велам од Втората светска војна наваму, такви отстапки е тешко човек да ги разбере. Европската унија очигледно во овој момент ми се чини одлагајќа се идејата Србија да биде единствениот виновник за сето ова што не се соработува директно со целата организација во однос на санкциите кон Русија и ставот кон војната во Украина, бара некои други алтернативни решенија и затоа доаѓа до такво померање на тајмингот на таквата одлука кон Србија. Тука има многу заплетена ситуација во релациите меѓу Србија и Хрватска, токму затоа што тој нафтовод од кој фактички доаѓаат енергенците и до Србија и до другите балкански земји потоа, влегува низ Хрватска. И јасно е да треба да се разбере и позицијата на Хрватска. Јас би сакал во секој случај, како човек кој се... До другите балкански мислам не преку Јанав. Па не, меѓутоа ние може се снабдуваме од Солунското пристаниште. Добро, ние сме на друга врска, на друга линија. Србија има можности тоа да го дистрибуира понатаму или да се договори за некои други видови енергенци тоа да го направи. Јас повеќе би сакал да видам ситуација не ваква, туку ситуација во кон која пледираме и претендираме сите, соработка меѓу соседите, Србија и Хрватска да разговараат за заеднички решенија, па Македонија и Албанија и другите земји околу да добијат некој бенефит од тоа. За мене е интересна сега идејата која денеска се појави исто така во однос на мигрантската криза што вие споменавте, заштита на границата, посилна заштита на границата меѓу Србија и Македонија. Тоа е добра идеја, тоа е добра вест. Ова не е добра вест, но Европската унија ќе најде, ми се чини, решение за тој проблем. Овде правиме пауза за реклами. Господине Халили, не дека ќе бидеме прашани во смисла на оценка, сега во овој момент дури е нејасно дали до вториот самит во овој формат воопшто ќе има некакви формални апликации за членство, дали всушност ова ќе се ажурира на некаков начин и разврсти дека ако не ги прифаќате овие принципи всушност нема потреба да доаѓате на масата, или ќе биде сепак поважно овој формат на волку земји да се појавува од време на време на сцената и демонстрира некакво заедништво. Нашите резерви се именно поради тоа што имало прилично иницијативи, ние брзо сме ги прочитале како директни пари и помош, како што е Берлинскиот процес, па потоа отворен Балкан и сега некако гледаме буквално со крајот на окото дека ова е уште една шарена лака. Зошто всушност, да речеме, во оваа ситуација кога овие гледаат на тој начин на иницијативата, се однесуваме на начин на кој што се однесува Косово се уште кон иницијативата за отворен Балкан, дека се сака директно патување во Европска унија, дека се друго на тој пат што се случува околу мора да е нешто сосема сомнително и никако на европскиот пат. Прво, ова не е некоја лажна иницијатива. Второ, не е иницијатива која... Шефот на македонската опозиција некој сметаше дека оваа идеја промптно треба да се одбие затоа што е ток-шоу за втора лига. Тие имат право така да се знаат како опозиција, меѓутоа и самите предлагачи сега немат идеја кои институции ќе бидат, какви институции, тоа воопшто сега е замаглена работа. Едно треба да се гледа во обраќањето на Макрон денеска. Ово е доказ дека Европа е обединета.
во овој случај е обединета кон еден проблем, проблемот на Русија и војната во Украина, но во денешниот дневен ред сем мирот, зајакнување на мирот во Европа има и европските консеквенции кои доаѓаат од војната од Украина. И се додека не добива конечна форма на иницијатива како ќе изгледа во иднина, ние би погрешиле многу доколку не прифаќаме да бидеме дел од оваа иницијатива, без оглед кој политичар или кој политичко крило денеска вака или така размислува. Идејата на Макрон вели дека е реализирана денеска со тоа што цела Европа, веќе сите земји на Европа се обединети кон еден главен проблем како да дојдеме до мир. Па после како да дојдеме до економска субвенција на граѓаните кои патат од тие консеквенции на мирот, 2 точки им само на дневен ред, нема крајна декларација, така што секое друго размислување, јас сметам дека е погрешно. Славданка, во овој момент никој не знае дали е допрева на конфликтот ескалација каква што не сме можеле нури да замислиме во овие денови и месеци кои ги опишуваме за досега невидени во Европа после Втората светска војна, а веројатно дури тоа што е сторено досега е предизвик за сите овие земји во регионот дека периодот на обнова, периодот на стабилизирање на некакви одлуки и перспективи, тие енергетските, тие економските, всушност сами по себе налагаат дека овој форум секако ќе има добри причини да се состанува, барем само со споменувањето на Украина, можеби во следната десетолетка, затоа што ќе ги бара одговорите на прашањето како Европа себе си да се гледа на поинаков начин, да не се доведе во ваква ситуација, во каква што е сега. Јас не гледам зашто толку воопшто дилеми околу разни форми на водење диалог. Работите се решаваат низ диалог на маса и што повеќе средби. Например, Европската унија самата едно време имаше 2 самита, мислам дека годишно. Сега речиси секој месец имаат самит. Како се множат проблемите, така се множат форумите. Мислам, во светот има разни форми на собирање. Ова конкретно го споредува со Г20, консултативен форум во кој што се собираат околу одредени теми, околу одредено прашање што е во моментов актуелно, земји кои што наоѓаат интерес да бидат заедно дека не помине кризата и нема потреба ни да постои после тоа. Јас едноставно, она што беше битно во почетокот, што не беше јасно, беше дали иницијативата ќе значи нели субституција за проширувањето. Ние се плашевме од тој аспект. Се покажа самиот состав на државите кои што се поканети покажува дека овој форум нема ништо заедничко со проширувањето. Едноставно картата на проширување на ЕУ веќе е нацртана. Може би тука малку бунеше тоа што Украина и Молдавија се поканети да добијат кандидатски статус. Меѓутоа, во суштина, зар Велика Британија ќе влегува во Европската унија, зар Грузија ќе влегува во Европската унија, зар Норвешка ќе влегува во Европската унија. Мислам, ние сме наклонети на сите вакви иницијативи да гледаме со резерва. Досега ниту од една иницијатива немало штета, имало само корист. Дали била користа толку голема колку што сме очекувале е една работа. Меѓутоа, на крајот на криштата и користа зависи од нас, колку ние знаеме да ги искористиме тие формули во наша корист. И многу пати ќе слушнете дека се ветуваат пари, се ветуваат проекти, меѓутоа треба и од другата страна да има капацитет државата и да понуди проекти и да ги изгради проектите и затоа мислам дека тие иницијативи, самиот факт дека седат на иста маса е доволно, бидејќи вие седите на иста маса со земји со кои што делите исти загрижености. Замислете Македонија да беше сама, никој никаде да не ја викаше во време на оваа војна што се води во моментов во Украина. Во време на оваа енергетска криза, со овие реперкусии што ги имаше, никој никаде да не вика и да не праша што мислиме и никој да не ни нуди никаква солидарност и заедничка соработка околу ова прашање. Мислам, тоа би било страшно. Едноставно, ние треба да сме сретни што сме на таа маса.
За крај немаме многу време, господин Илиевски, буквално во една минута. Следната година Македонија председава со ОПСЕ. Називот е можеби најсоодветен на организацијата за ова што е сега клучниот европски предизвик, но веројатно целиот тој пакет на одлуки околу безбедноста сега оди буквално кај НАТО и кај клучните европски земји членки кои треба да ги донесат одлуките како брзо да се постават на толку брзо движечки предизвик кој што се случува на руско-украинскиот фронт. Што ние можеме да придонесеме со председавање следната година на ОПСЕ? Може би да придонесеме многу на глобален план, но мислам дека најмногу мора да бараме интерес да придонесеме самите за себе. Јас затоа го гледам исто многу позитивно, неколку пати повторувам, собирањето на овој форум и учеството на Македонија. Таму се пред се можностите за разговор. Чешка моментално председава, Шведска е следниот председавач. Разговорите не само со овие две земји членки на Европската Унија, туку со сите други, значи го субституираш можноста, освен со групацијата на Европската Унија, со целината, да разговараш и со секоја членка поединечно. Бидејќи фактички почетокот на преговорите кон кои се стребиме сега со скринингот, подразбира дека ти преговараш не само со Европската Унија како земја кандидат, преговараш и со секоја земја поединечно. Ова е идеална можност ОПСЕ да се искористи таа комуникација да ја подигнеме на уште повисоко ниво, да покажеме дека демонстрираме моќ, капацитет, познавање, дека нашите институции функционираат, правдата, слободата функционира согласно институциите и системот на Европската Унија. Тоа е придобивката. Јас благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа е нашиот термин за Вин-Вин вечерва. Ви благодарам што не следевте и вие останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно!